Ученици, добар ден! Денес сте на часот по ликовно образование за второ оделение. Јас сум наставничка Розе од училиштето Кола Неделковски од Скопје. Денеска ќе работиме на тема пуштање на змеови, а при тоа ќе користиме линии хоризонтални, вертикални, коси, линии во различни насоки. За таа цел, вие треба да подготвите подлога за работа, може да биде стара хартија, лист од блок број 4 и боици, дрвени, мрсни или пастелни. На овој час, ние ќе воочуваме и разликуваме линии во разни насоки. Потребно е да стекнете поголема сигурност и контрола на движењето на раката. Да се оспособите за педантно, истрајно и самостојно цртање. Истовремено, вие развивајте ја и љубовта кон ликовната уметност. Овде, ученици, го гледаме големото семејство на различни линии. Моливчето држи права линија. Правата линија овде е во една коса насока. Овде гледаме линија која што е составена од повеќе прави линии и ја викаме искршена отворена линија. И тие се движат во различни насоки. Овде гледаме затворена искршена линија, крива линија која формира кружна форма, крива линија која што е отворена. Таа често ја користиме кога цртаме река, некој планински пат, кривулест пат. Овде со сината боја забележувате затворена крива линија. Ако малку подобро ја погледнете, ќе видите ви наликува и на автомобил. Овде гледате линии кои ги користиме при цртањето. Црвенава линија е во легната или хоризонтална положба. Сината линија е во исправена или вертикална положба, насока. Со зелена боја гледаме повеќе прави линии, но во различни коси насоки. Со сина боја забележуваме криви линии, но и тие се движат во различни насоки при цртањето. Линиите може да ги цртаме подебели, потенки, зависно од тоа дали работиме со дрвена боичка, мрсна, пастелна боичка и така натаму. Каде можеме да ги искористиме линиите? Што можеме да нацртаме или да напишеме со помош на линии во различни насоки? Броевите, буквите од азбуката, можеме да нацртаме најразлични 2D геометриски форми, квадрат, триаголник, правоаголник и така натаму. 3D форми, овде ги имаме различните 3D форми кои веќе сме ги учеле. Ајде сега да погледнеме некои слики и цртежи, каде ќе ги забележите линиите во различни насоки. Првата слика е слика од нашата училница. Забележувате линии во коси насоки, во вертикални исправени насоки. Зависи што цртаме. Прозори, радијатори, клупи, столчиња, ногарки. Во втората фотографија или слика гледаме едно тениско игралиште. Повторно гледаме линии кои се обележани на тениското игралиште, но се движат во различни насоки. Еве клупата на која вие работите во училиште, ногарки во вертикална насока, коси, прави линии. Овде ја гледаме бандерата, вообичаено ја цртаме во вертикална, исправена насока.
Ајде да погледнеме некои слики од природата, гранките на дрвјата. Постојано ја менуваме насоката на движење на раката за да ги нацртаме гранките на дрвото. Овде забележуваме линии подебели, потенки. Ајде да го видиме сонцето. Користиме крива линија. За зраците користиме прави линии, но тие се движат, гледаме, ги цртаме во различни коси настоки. Крива линија за работ на планината. Зраците на македонското знаме со прави линии во различни насоки, централниот дел со кружна линија, понатаму еве го крстот на водно, вертикална исправена, хоризонтална легната линија, повторно криви линии во разни насоки за работ на планината водно. Облачињата исто така со криви линии, кои ги движиме во разни насоки за да го оформиме облачето. Многу коси линии, исправени линии за гранчињата на елката, шума, стеблата на дрвјата гледате дека се во вертикална насока линиите, трските исто така во вертикални насоки, водата на езерото ја забележуваме со повлечени хоризонтални легнати линии во легната насока. Сончогледи. Нивните листенца со криви линии, кружна за централниот дел, за семето, задршката на сончогледот, вертикална линија во вертикална насока. Сега, ученици, погледнете неколку изработки на цртежи кои ваши другарчиња ги нацртале со користење на разни линии во различни насоки, а потоа и ги обоиле. Еве го петлето во ливада, манастир во некој планински крај, една домашна ракотворба, народна изработка, килимче. Денешната задача за вас е да користите линии во различни насоки и да нацртате цртеж на тема летање на змеови. Ова е омилена забава на кинезите, летањето на змеови. Тие се подготвуваат во текот на годината за надпревари во летање на змеови, во изработка на најубав змеј, најубаво нацртан змеј, потоа изработен од хартија, текстил и така натаму. Летањето на змеови е забавно за учениците, за децата. Секој може и да се изработи змеј и во паркот слободно да го лета своето летало, својот змеј. Користете дрвени, мрсни или пастелни боици при цртањето на леталото и нели можете да се замислите дека сте на една ливада, дека го летате змејот и така да добиете идеја како ќе изгледа вашиот нацртан змеј. Овде гледате некои изработки на змеови и цртежи од змеови. Погледнете ги сите во разни бои, живописни бои, интересни форми, се користат легнати линии, исправени, коси во различни многубројни коси насоки. Еве уште неколку такви цртежи и слики. Еве го девојчето со својот змеј како весело трча по ливадата и го лета својот змеј. Ова се, ученици, некои идеи, изработки од ваши соученици. Погледнете ги, можете да добиете некоја идеја за цртање и боење потоа на вашето летало, на вашиот змеј. Овој цртеж е испратен на некоја изложба наградна и добил награда за убаво изработен цртеж на летало.
Ученици, ви посакувам пријатна работа и довидување до следниот час.